Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте. Ова е долго очекувано и долго најавувано интервју кое, иако може би очекувате заради дневно-политичките работи, ќе идеме подосна, но имам особена чест и задоволство да ви презентирам еден драг гостин и една книга. Овој човек ретко ќе го сретнувате во медиуми, а сега имаме вистински повод заради неговата книга. Господинот Санде Смилјанов. Добро вечер, господине Смилјанов. Добро дојдовте. Ви благодарам на поканата за да учествувам во оваа престижна емисија. Благодарам. Вие работите во Министерството за внатрешни работи, но една специфична работа за која малкумина знаеме дека постои. Вие ќе ни објасните малку повеќе. Карактеристиките на една држава се низините институции, низините организации, суд, полиција, администрација и уште не знам колку елементи, не би можел јас да бидам доволно стручен. Во сето тоа, една држава која држи до себе на едно цивилизацијско ниво, постои еден протокол на однесување. Баш буквално државен протокол. Малкумина знаат за тој протокол и малкумина знаат од јавноста што значи тоа државен протокол. Вие направивте една книга со која сите пријатно ни изненадивте. Ја бидејќи 20 години ја терам емисијата, нели избориме за многу работи поврзани со државата, но никогаш и сме се сретнувале, но никогаш за протоколот. И вие, вашата книга носи наслов, ја гледаме сега во екран, Воспоставување на единствен државен протокол на ниво на Република Македонија. Па еве сега почнете од надолго и широко. Што е тоа државен протокол и дојдеме за книгава, што она кажува и што поучува. Така. Насловот на оваа книга е Воспоставување на единствен државен протокол на ниво на Република Македонија, кој што основната незина цел е да направи еден државен протокол, да ги систематизира 7 постоечки протоколи кои што постојат во нашата држава. Тоа е протоколот на председателот на Републиката, протоколот на председателот на Собранието на Република Македонија, протоколот на председателот на владата на Република Македонија, протоколот на Министерството за надворешни работи, протоколот на Министерството за одбрана, протоколот на Армијата на Република Македонија и целта е сите тие 7 од едно место да биде како еден вид координатор, да ги координира, се со основна цел да бидат поефикасни, а со самото тоа и поефективни, да се случуваат многу помалку грешки во иднина, кога доаѓаат странски државници, да бидат координирани за дневните агенди. Зошто е битен протоколот? Што е протокол во суштина? Протоколот е начин на убаво однесување. Тоа е бонтон на државата. Да, бонтон, така, етикеција, сето тоа признаен систем на сите тие пишани правила на манири на однесување. Така да многу е важно лицето на една држава, кога доаѓа еден државник, е токму лицето задолжено за протокол. Кога слетува на нашиот аеродром, прв со него има контакт лицето за протокол. Зошто е олку детална оваа книга? Зошто е олку обемна и голема? Што она содржи? Во неа можеме да видиме, ако отворам, еве и ви покажам, ви можете да видите и мапи, графикони, цртежи, линии на движење и така натаму и така натаму. Дали ова, што ова треба да значи? Може ли малце пошироко да ни објаснувате? Зошто и зошто е тоа така? Самата книга се и прилозите кои што на сите луѓе кои што се бават со протокол ќе им биде од големо значење. Во конкретниот случај тоа што го покажавте шематски приказ на шемите за пречек на официјални странски државници од самиот пречек на аеродромот, од нивното слетување, па се до посета на културно-историски споменици, значи сето тоа како оди тој воен церемонијал при пречекот на сите тие странски државници, пред Собранието на Република Македонија, пред владата на Република Македонија, пред Министерството за одбрана, како сето тоа се одвива и како
како изгледа сето тоа Дали сликовито. протоколот ги има опфатено вие во тој протокол? Ја не знам државата како е организирана. Претпоставувам дека они сегментирани се, велите вие обединување, воспоставување на единствен државен протокол. Тоа значи дека ние во моментот имаме разни протоколи кои самостојно делуваат и колку е тоа добро и ефикасно? Па на еден начин да. Тие делуваат во моментов нема единствена уредба или правило за протокол, а токму целта на оваа моја книга е да се направи тој единствен државен протокол кој што ќе ги етаблира сите тие 7 постоечки. Тука би го исклучил аеродромскиот протокол затоа што тоа е приватна фирма. И со самото тоа, како што рековте вие самиот, ќе бидат многу поефикасни, нема да се случуваат грешки, ќе бидат лицата кои што се бават со протокол. Значи, во овој момент, кога би требало да се сретнат председателот и премиерот, во некоја официјална, по некоја официјална, да речеме, не знам, датум, ден на независност, ќе имаме судир на 2 протокола кои мислат дека треба вака и треба вака, па они ќе треба дополнително да се координираат. Во суштина, протоколот на Министерството за надворешни работи треба да го води сето тоа, меѓутоа не секогаш се случува сето тоа. Тој би требало да биде врвот и да ги етаблира. Меѓутоа, тој секогаш, кога доаѓаат странски државници, се вклучува во работата. Ако доаѓа странски државник, каде што протоколот на председателот на Републиката има таа активност, помага и протоколот на Министерството за надворешни работи, но не секогаш. И токму поради таа причина е мојата теза да се етаблираат во еден единствен, за да бидат поефикасни. Дали е ова само теза зошто треба или практично која би можела да биде основа да се формира такво нешто? Дали ова, не знам, практичен докторат или ова само теоретска расправа во цел? Инаку, режијата може да илустрира и од мојот компјутер, тоа се снимки и сцени од промоцијата на оваа книга, кај што многу видни и угледни граѓани од општеството дојде ова и се покажа дека колку е важно ова што се говори оваа ваша книга. Да се вратиме на ова што го зборевме. Значи, колку е, дали е ова практична книга која практично ги опфаќа сите сегменти на еден државен протокол во сите во 7 незини точки што ги набројавте? Значи, книгата е де факто мојот специјалистички мастер труд, кој што го завршив на Бизнис Академија Смилевски. Истиот е преточен во оваа книга. Таа има и научно истражување, така да 80% од истражувањето беше воден прашалник, анализа е водена со колегите кои што се бават со протокол и е донесен околу 110 испитаници има од анализата и 80% од испитаниците велат дека треба да се воспостави еден и единствен државен протокол на ниво на Република Македонија. Вие се занимавате во суштина со државен протокол, така? Па, во изминативе 20 години, од кои 15 работев во Министерството за одбрана и армијата на Република Македонија, а неодамна веќе 3-та година во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. Со протокол? Со протокол, да. Значи, и практично, и теоретски, ова ви е од суштинско значење и научно и ова го работите. Так. Добро, кажете ми надвор од ова, колку ги познавате оние, колку сте навлегли и колку е потребно тоа да се знае историскиот дел? Од каде потекнува протоколот? Предпоставувам дека протоколот почнува од племенските заедници, кога имало, нели? И така натаму, но не би идел до сите детали, тоа нема. Но, еве да речеме, современиот државен протокол. Од каде датира, кои се основите и по кои урнеци денеска светот ги презема? Па, тој датира уште многу одамна, уште пред 2000 години, кога старите египјани го имаат направено календарот и имаат направено правило за убаво однесување за протокол.
Ние во поранешната Југословенска република имавме исто така еден протокол кој што важеше за еден од важичките. Во Европа францускиот, британскиот, тука ватиканскиот, рускиот, значи сите тие во поранешна Југославија беа многу значајни и секако има големо влијание. Ова што го збориме и сега што се случува, модерниот протокол државен што го имаме ние и земите, дали се компатибилни тие протоколи? Да, секако тие меѓународни норми и правила на однесување се превземени од британскиот, од францускиот, од југословенскиот протокол. Дури југословенскиот протокол беше толку имаше еден познат автор со македонско потекло Георгиевски, кој што во тоа време бил конзул во Југославија и има напишано книга уште во 1990 година токму за... Тоа е доста модерно. Так. Тоа е модерно. Нели датираат овие работи? Кога ова се етаблира како државно? Дали е тоа после Втората светска војна претежно, да речеме, како протокол, како, не знам, еве едно вакво... Па ние со самостојувањето после 90-тите години го практикуваме и сето тоа наваму има практична примена, секако дека има измени. Меѓутоа, како што кажав и на самиот почеток, целта е да се направи еден единствен правилник, уредба, како сакате крстете, каде што сите тие правила протоколарни ќе бидат ставени, кодекс на однесување, пресеанс листа, ред на седење, сето тоа ќе се состои во него. И сите овие 7 постоечки протоколи, лицата кои што се задолжени за протокол, ќе биде како оче наш сето тоа. Значи, by book што се вели, сите тие, кога ќе им дојде странски државник, ќе си отворат на страната каде што е посета на странски државник, како треба сето тоа да се направи. Чек-листата, од самиот пречек на аеродром, па... Давајте ни детали, интересно ми е мене. Ме разбирате, ако сега ни дадете некоја поука, нам утре, мене лично еве и како новинар може да ми користи кога ќе ги видам протоколите, како сме биле пречекани, нели? Бидејќи ако понекогаш ја анализирам како сме биле пречекани, не знам, отишол премиерот или председателот и сега гледаш го примиле на задна врата, ама може би е таков протоколот, може би мене ми се чин. Или го пречекале со армија, па со знамето, па со поклонување. Дали постојат нивоа на протокол за едната иста личност и во што варираат, например, кога една ќе биде толку свечена од, не знам, топови, до која ќе биде само на брзина поздравување, бидејќи тоа сме го виделе. Ќе се сретнат американскиот и рускиот председател и тоа ќе биде здраво живо, ово ваму таму правиме муабет, но има и средби кои ќе ги видиме со помпа, со марширање, со сето тоа. Како тоа се случува и зошто се случува и кои се тоа нивоа на протоколи? Да, постојат неколку видови, значи постојат официјални посети, работни посети и посети кои што се од неработен карактер, кога доаѓаат на спортски надпревари или се на пропатување низ нашата држава. Дури и тука има протокол. Така е, да. Минимален ваков таков, но има. Така е, да. Добро. Кога станува збор за официјална посета на еден странски државник, така, тогаш со сите воени церемонијали се тој странски државник пречекува од пречекот на аеродромот со шпалир од војници, со црвен килим, кој што се во став мирно и понатаму пред кабинетот на председателот е почесната единица која што се состои, значи, од 2 вода по 40 војника, одвоен оркестар, државното знаме. Колку и што ќе биде, и тоа се знае како ќе биде. Не е тоа у моментот и сега 15, а овој поише ми се свиѓа, имаме 20. Ја извинете се карикирам, но добро учиме вака. Значи се знае бројка што, како и така натаму и така натаму. Да, во 2011-та година се
донесе правилото за воен протокол, кој што е од голема помош на нашите колеги кои што работат во протоколот во армијата на Република Македонија, и токму сите овие работи се состојат за учеството на почесната единица. Ако е, например, председател на држава, дека треба да видат 2 вода од 20 војника, знаменосец и сите останати работи, војниот оркестар. За сето тоа да се направи, тоа е една голема, тешка и макотрпна работа за протоколџиите. Бидејќи се работи за детали кои треба да бидат усогласени меѓу различни институции? Па во конкретниот случај кога доаѓа председател на странска држава, протоколот на председателот е инволвиран и, како што реков, некогаш и колегите од протоколот на Министерството за надворешни работи се вклучуваат. Од прашање? Може? Зошто да? Добро, ја бидејќи ако сакате можам да ве оставам и предавање да ни одржите или да идам со прашање. Ја навистина многу спонтано идам, така што не знам колку вие се чувствувате комотно, можете слободно да ми одржите лекција, ако сакате да лекција ми. Ја така може многу да се зборува, многу е мал овој термин од 60 минути за да ги кажеме сите овие работи за протоколот. Што би требало да знаеме, еве, по вас? Па, најважно е да се сите наши шефови, политичари, да се придржуваат кон дадената агенда. Значи, да не се импровизира. Протоколот не трпи импровизација. Мора се да биде безпрекорно точно. И ако веќе се случи да се направи некоја грешка, секогаш да има план Б. Во стратегискиот менеджмент во последниве десетина години се дозволува да се прават импровизации, меѓутоа сето тоа надворешната страна да не го почувствува. И да си ги знаеме грешките меѓусебно, меѓутоа гостинот, странецот, сето тоа да не го почувствува. Много интересно, познат ми е Моабетов како една ваша колешка од Бизнес академијата. Очигледно дека имате еден заеднички именител, но интересно оваа прилика би сакал да ја поздравам. Ова што сакав да ве потпрашам, кажете ми, нивоа, дали постојат нивоа на протокол? Едно е кога пречекуваме еден председател, не знам колку е шизофрена ситуацијата, сега кога викам шизофрена, тоа значи кон иста личност, различен однос. Кога доаѓа некој од соседни земји, го пречекуваме така, со тој протокол. Но кога би дошол Доналд Трамп, дали би бил драстично поинаков протоколот или Путин? Истиот протокол би бил. Како што кажав пред малку, кога се работи за официјална посета, државите имаат еднакво право. Значи, и Путин и Молдава, кога би дошол председателот на Молдава и Путин кога би дошол во официјална посета, исто ќе биде почесната единица построена, воениот оркестар, ќе му се дадат сите почести на највисоко ниво. Кога доаѓа во работна посета, например на разни конференции, семинари, тогаш почесната единица е иземена и воениот оркестар. Што значи тогаш работна посета, што значи официјална посета и зошто се менува иконографијата тогаш? Дали се тоа некои пораки? Што тоа треба да значи? Ние кога го гледаме, ете, да, добро застанува воени, тие во свечени униформи, но постои ли некакво значење? Има ли тука некаква символика? Можеме ли за таа семантика да збориме? Дали постои некаква семантика тука? Секогаш се става знамето на гостинот, правило на десна страна, секогаш што е од десната страна. Тоа не знам, еве, објаснете ни го. Зошто е од десна страна, зошто е така? Му се дава почест секогаш на гостинот и таа е, значи, тоа е норма, правило кој што е воспоставено уште од минатото и сето тоа ние го применуваме. Така да сите тие, кога доаѓаат во официјална посета, протоколџиите ги припремаат сите тие индикатори со имиња, со знамињата од самиот почеток на јарбулите на нашиот аеродром се поставени, па се до
за време на пречекот, па за време на официјалните разговори исто така се поставени знамињата. Така да, синтонира химната исто така на гостинот. Така. Стоењето, оддавање почити, тоа е строго. Кога ги гледаме оние разлики во протоколот, бидејќи нели заклучуваме од се во ова, помалку или повеќе скоро сите држави имаат сличен протокол. Така без оглед дали е тоа Русија, Америка, се разликува само иконографијата. Вакво е знаме, ваква униформата, таква е музиката, но во суштина протоколот е исти, така? Така е. Тука би направил исклучок со Америка и Русија, каде што тие секогаш нивното знаме од десна страна. Значи, тие ставаат нивно знаме на гостинот, нивно на гостинот и пак на крајот нивното знаме да биде. Така. Добро, интересно. Да. Го запомнувам, го запишувам, во фолдер го ставам. Добро. Има тука некој надополнување? Па секако, значи, сето тоа, сите тие подробности, сето тоа во рамките на билатералната соработка помеѓу земјите однапред се договараат сите тие официјални посети. Добро е однапред да се знае сето тоа, за да имаат време протоколџиите да си ја сработат својата работа на време, затоа што има котрпна работа за да се реализира една официјална посета. Сите тие детали не се гледаат, меѓутоа сето тоа за да биде безпрекорно направено мора многу труд да се вложи. Ова е протокол, ние до сега се збориме кога некој доаѓа кај нас, како да го пречекаме и така натаму. Како е па внатрешниот протокол? Доаѓа градоначалник, министер со министер, се сретнува. Дали тука постои некаков протокол? Па добро би било да постои во некои од општините, како например во градот Скопје, мислам дека во општина Штип, општина Битола, има офицери за протоколи кои што ја работат таа работа. И како што напоменав на почетокот, многу е важно да се почитува таа пресеанс листа, редот на седење на гостите. Така да, многу е значајно. Таа се донесе во 2004 година. Така. Има недостаток. Редот на седење, пресеанс листата. Пресеанс листата. Добро да го запомнам. Председателот на собранието, председателот. И сето тоа има некое значење. Така да. Ова токму што го споменавте, кога доаѓаат, каде да седне. Добро, ова важи и за погреб, например, на висока личност. Да. И за пречек, и за погреб, и за прослави и така натаму. Добро. Ајде идеме сега малце во на сивите зони. Пошто мене ми е интересно, знаете, можеме ќе се навратиме ние на оној прецизен, научен, методолошки, бидејќи ова е очигледно многу труд кој можеби на оној што не е заинтересиран, напишано е на два јазика книгава, така? И на македонско-англиски. На македонско-англиски со тоа што половина е од обратно. Добро, интересно. Она што ми е, бидејќи следите, сега да ве од комфортната зона да ви извадам малку, ако може. Обидете се. Ќе се обидам, нормално. Работите у МВР, нема шанси таму некого да го измрдаш од... Имате многу низок центар на гравитација, генерално вие што работите во тие служби, тешко човек може да ве захвати. Ова е како комплимент. Вака сакам да кажам. Предпоставувам дека следите протокол кога ќе видите на вести и така натаму, па макар на кратко, иако новинарите ние не знаеме многу за тоа, од прилика нешто ќе научиме, но вие добро го гледате тоа. Кој ќе видите разлика во протокол, а постои, ова што го зборите ќе го видиме на некое повисоко ниво. Грешки постојат, но најчесто може да има намерен пропуст кој треба нешто да значи. Дали можете да ги читате тие, како да кажам, нели има неуропсихијатри или психолози или аналитичари кои нели говор на тело, а ово и така натаму. Вие како протокол мастери, дали читате некоја порака дека таа земја што го прима, тој е малце дистанцирана, не е толку срдечна, дали преку протоколот
ние можеме да ги читаме тие скриени пораки кои официјално не, многу сме фини ние, да, ама сваќаш дека не е баш така работата. Апсолутно сте во право, сето тоа е една цела наука, која што, и како што рековте самиот, и body language-от, и начинот на седење, облекувањето, сите тие гестови, сето тоа е многу важно и дава одредени пораки. И во минатото има такви примери каде што одредени амбасадори биле ставани на пониски столчиња, не биле ставани каде што им е редот за седење, биле ставени се со цел да им се даде одредена порака која што тоа низ сите тие форми и начини се упатуваат кон тој амбасадор или кон таа VIP личност. Значи, и сето тоа е многу значајно и има такви пораки. Например, што ви оставило впечаток вака што сте гледале, а можеме сега да го искоментираме. Веќе кога не е уцрната кутија. Па мислам дека дека беше најде снајпер некој ако прозборим. Со израелскиот амбасадор кога беше ставен на пониско столче во една прилика. Каде? Кај нас? Мислам дека беше во Турција, ако не се лажам. така. Да. Интересно. Да. Вие тоа го забележавте, ја така, не да, го забележав. Затоа што тоа ми е работа и како што рековте на почетокот, фидбек 360 степени, научени лекции, секоја грешка да се простудира во иднина да не се прави. Сме направиле ли ние некакви такви киксови опасни, вака, Па, ние како држава? Еве, не мора конкретно, ама имаме некои си 20 на години наназад. Јас многу се лутам, не дека јас сум безпрекорен и ги знам сите работи, човек додека е жив се учи, кога колегите мои грешат со знамето на Европската Унија, кога го ставаат од десна страна, а во редовна, во секојдневна атмосфера треба да биде знамето на Република Македонија од десна страна. Ако доаѓа некој висок представник од Европската Унија во тој ден во официјална посета, тогаш треба да биде знамето на Европска Унија од десна страна поставено. Значи тоа ми паѓа во очи редовно, а има закон за употреба на грб, химна и знаме, кој што треба да се почитува, ако не се лажам, таму член 17, сето тоа го има опфатено и го има во прилози токму и тоа ставено за биде како корисна алатка и законот за употреба на грбот, химната и знамето, каде што може да го прочитаат колегите од протокол. Што значи, што сакате да ми кажете? Добро, јас сум во кадар. Ова е мојата десна рака, значи од оваа страна треба да ми биде македонското знаме. Така, од напред гледано од лева страна. И ние често правиме грешки, наместо македонското да биде од десна страна, го ставаме знамето на Европска Унија. Зошто е тоа важно? Десната страна, десница, така, мојата рака, така, ова е моето, така, ова го држам со десна рака, ова е гостинското, добре дојдовте. Така. Само во дента, кога доаѓа во официјална посета, тогаш ќе биде Европска Унија од десна страна. Тогаш ќе биде. Така. Кога е некој висок представник, така, во секојдневно моето знаме треба така, да биде од оваа страна, така, поточно на домаќинот. Така. Многу подпрашања ми доаѓа да не ве избомбардирам од еднаш. Па добро, еве вака. Имаше една случка, дали имаме протоколи, например, многу се различни протоколите, например, кај кралските фамилии, кои се многу влијателни во светот и протоколите се тогаш исклучително строги. Бидејќи се работи за една символика на уште повисоко ниво од што ние ја имаме оваа демократска, државничка и така натаму. Се случи британската кралица да биде гостинка во Канада. Тој е дел од Комонвелтот и британската кралица, за разлика, например, председателот Иванов е председателот Иванов. Он е председател, ама и Иванов. Премиерот Заев е премиер и Заев. Но британската кралица, она не се перцепира како личност, она се перцепира како Англија. Она е целата земја, она ја представува земјата. Значи, буквално све. Она е и луѓето, и народот, и све. И тоа веќе го дава едно ниво.
не сме странски државјанин да ја допре. И се случи премиерот на Канада, обично премиерите на Канада знаат да бидат многу прилично, поготово новиот е многу проблематичен, се извинувам, тоа е моje некое, и да им покажат пат, ја допира на грбот. Англија експлодира. Значи, сите вестници, како се осмелуваш, и така натаму, и така натаму. Дали ги имате и овие проучено и колку овие протоколи се разликуваат и може ли да го истумачите се ова, например, овој пример, и како се однесува и како треба да се однесува па со такви личности? И поранешниот американски председател имаше направено неколку гафови со неја околу поздравувањето и неговата сопруга исто така. Вие го познавате тој британски, мислам дека е тој врвот во светот околу кралицата, тој протокол. Да. И мора да се почитуваат сите тоа, значи однапред требале лицата кои што се одговорни за протокол да му ги укажат сите тие работи кои што мора да се почитуваат при официјални посети кај кралицата. Не смеат такви гафови да се случуваат. Каде што тој исто со наклон, каде што во некои други држави во Кина и во Јапонија се поздравуваат на таков начин. Тој тогаш направи таков гаф и неколку дена зборуваат. Не го разбрав, вратете, што направил, што се случи? Па околу поздравувањето негово со кралицата и на неговата сопруга. Значи, сето тоа се... Што направи? Што требал да направи, а што направил? Па не се поздрави на начин како што треба, значи. Добро, а како треба? Па има пропишано правила, сето тоа како се прави, а тој не го испочитува, не му го кажале неговите протоколџи кои што се задолжени за сето тоа. Ја покушавам да ви извадам детал, бидејќи не знам точно што се случило. Не сакате да идете у тие детали? Па не, доволно е што сето тоа го... Не, мислев ќе ми кажете со лева рака, па климнал со главата и така натаму, тоа се интересни работи, сочни за овој разговор, иначе би било академска расправа, не би било разговор во јади бурек. Но добро, ќе ве испочитувам сепак, за да го задржиме, претпоставам сакате да го задржите академското ниво. Добро, добро. Малце тешко е за ваква емисија да го задржиме, бидејќи треба да го приближиме и дојдовме овдека да им објасниме на луѓето. Но еве велите на истокот малце е поинако. Таму поклонувањето е сосема поинако, како да кажам, важен дел од протоколот. На запад е ракувањето и не знам, потребно е климнување со глава. Кои се тие разлики и она што треба да се знаат во тие протоколи? Да речеме, кога двајца премиери или двајца председатели би се сретнале? Па како што кажав претходно, мора да се знаат традициите и обичаите на земјата каде што се оди во официјална посета. Значи, ако во Народна република Кина поздравувањето е со наклон, сето тоа треба ние да го знаеме однапред. Да не се доведуваме во состојба која што не е добра во тој момент. Сакате да кажете, би изгледале како примитивци неписмени. Така, токму така. Значи, мора да се знаат сите тие начини, сето тоа треба однапред протоколџијата да го види и да го информира својата VIP личност за сите тие работи, за да бидат информирани како сето тоа се одвива. Ги имате тие детали во книга? Да. Со задоволство ќе ја прочитам. Мислев дека, знаете, трудови вака од кај Бизнис академија, но очигледно овдека има работи, затоа што мене ќе ми користат доста, затоа што од тоа ќе носам и заклучоци. Еве, например, дали би можеле да идеме малци во политика, например, што можеме да... значи, треба да се знаат националните денови на државите. Тоа е во светот. Па секако, да. Што, например, еве, например, имаше неколку средби, наш премиер се сретнуваше на некои меѓународни настани, порано, каде еден голем државник, например, кинескиот председател,
го прави тоа и го седнува блиску до него. Што тоа значи? Дали е тоа нешто значи, дали е тоа порака, или е тоа манипулација према другите, омаловажување или укажување чест, бидејќи тоа не знае, ја многумина, конкретно беше Груевски се сретна, го беше поканат на некој форум, ако не се лажам, кинескиот председател беше, или беше рускиот, не ме фаќајте за збор, не е ни важно, сакам тоа да го зборам. И сега, кој каде и како седнат, исто така, господја Маја Иванова, беше во Обединетите арапски емирати, па таму сите, американската сопруга, овие првите дами сите собрани, она ставена до домаќинката и така натаму. Што од тоа може да се заклучи? Ги омаловажува другите, им дава предност на нас или сосема небитно рандом е тоа нешто? Значи, на официјални конференции меѓународни редот на седење е по абецеда. Значи, почнуваме од Албанија, завршуваме со Америка. И се знае точно, за токму да ги нема тие проблеми, на такви меѓународни конференции се оди по абецеда. Да, ама никогаш не сум го видел овакво Трамп да е на почеток, на крај, или Обама и така натаму, се секогаш во центарот. Значи, не сум го видел ова, конкретно не сум го исперцепирал дека е по абецеда. Туку напротив, по некое значење. Колку е позначаен, толку е во центар. Што тоа па значи? Кога не е протоколот по абецеда, иако велите дека треба да биде? Логично е дека треба да биде, доколку америчкиот председател е носител на таква меѓународна конференција и логично е да биде централно. Он е домаќин. Така, но ако е гостин? Ако е гостин, согласно, како што реков, редот на седење. Арно, ама тоа не го гледаме. Па не знам, јас не сум приметил дека има такво нешто. Еве, например, во Давос, средбите? Обично на крајот од меѓународните конференции се договараат билатерални средби каде што се одржуваат помеѓу државниците. Не, зборам заеднички. Зборам сите топтан собрани, онака тежината да ја видиш на светот, врвни председатели. Зошто не го држат? Дали кога не се одржува тој протокол што го кажувате вие, воспоставен, е некаква порака и каква е таа? Па може да се направи Што вие би заклучиле од тоа, например, дека токму тоа што го кажавте вие. Дека се дава некаква порака. Каква порака би таа би била по вас? По анализа. Еве не збориме за Америка, за Трамп, не мора да идете не ве терам на теноклет, но што би можел да заклучам ја кога би видел дека има диспропорција во протоколот? Еве да речеме и да исклучам, да елиминирам дека е грешка на домаќинот и на протоколот таму. Што да заклучувам ја кога гледам? Најсвеж пример беше со американскиот председател кога го оттурна премиерот на Црна Гора. Тоа беше така брутално направено. Добро. Што дури невкусно изгледаше. Аха. А од друга страна па хрватската председателка гледаше на секој начин да му се доближи на американскиот председател, да биде до него и да се направи тој флуид, да почнат да зборуваат. Имаше некој оваква фантастична работа. Берлускони доаѓа на средба, а Меркел ги пречекува еден по еден надвор председателите, не знам, на европскиве земји. Така. Искача Берлускони, збори на телефон, трга на кај неа, оваа му пружа рака, овој се врти да го заврши муавето, се враќа назад. Така. Мислам, многу интересен како, јас ќе ви кажам еден друг пример за негова официјална посета во Македонија. Беа сместени на конференција во Александар Палас хотелот. На крајот тој влезе кај главниот готвач и отиде да му изрази благодарност за ручекот дека бил направен многу убаво, внатре во кујната влезе. Значи многу не секојдневен Берлускони, многу е интересен како личност. Што е ноќна мора за вас протоколарни, кој знаете кога како треба, кој ќе се измести, што се ова ќе донесе. Така.
колку планови Б и С тогаш треба да се спремат. Дали од поодредена личност, ако знаете дека ви доаѓа, не знам, премиерот на Австрија и он е дисциплиниран, имаш план А, план Б и толку. Но кога ти доаѓа Берлускони, дали например зборам, некој како Берлускони кој го знаете и сега вие како протокол, дали е тогаш треба да се иде и во С и во Д и неколку букви од азбуката ако го направи ова. Дали кога ќе се седне се прави и таква анализа, таа личност на што е спремна? Не знам, Путин ќе дојде, ама ќе ви рече, слушај, идам ја у Ван Гог да се видам со Ленин и моторџиите. И ти се какви моторџии? Да, не, ја идам со моторџиите ноќни волци да се видам. И ќе ви кажам еден пример за време на посетата на странски државници на мигрантската криза во 2015 година. Беше еден чешки министер за внатрешни работи и кратки се тие посети, само да си ги видат контингентот на полициски службеници во прифатниот центар во Гевгелија. На враќање не успеа да отидат во шопинг и мораше план Б, како што велите вие, застана во еден трговски центар во Неготино да си земе дома за дечињата нешто, чоколада, да купи така, ете, непланирано, меѓутоа со колегите од 6-та управа за обезбедување на личност. И сето тоа го договараме во истиот момент. Им велам, одиме во трговски центар во Неготино, направи шопинг и го испративме на аеродром во Скопје. Браво. Што ќе му е нему да однесе дома дека бил во Македонија да купи нешто? Сакаш едноставно да застане, да направи шопинг. Сега наше да удоволиме, ние сме домакини. Добро, интересно, супер, ама сте изреагирале, окей? Мора да се реагира, ви кажам. Он задоволен. Секако. Дали повеќе државници тоа го прават, им треба така малце, например, не знам, кога дојде принцот Чарлс во официјална посета ваму и таму, вика јас сакам на пазар. Па у Охрид се продаде на пазар, па купуваше чајчиња и такви работи и такви работи. Тоа не можеш да го предвидиш. Така е. 6-та управа може да се дели со 3 дропки, после и 7-ма и 8-ма да стане од нервоза, ама тоа е сега човекот сака таму, тоа е... Да, мора да му се удоволи. И мора да на сите тие нивни барања да удоволиме. Да бидеме добри домакини. Значи, вие го имате генерално и како некој план С и би се снашле во таква работа. Колку треба да сте вие од протоколот во координација со обезбедувањето? Бидејќи државници, посети, најважна работа е безбедноста. Бидејќи џабе е се и црвени теписи и сето тоа, ако не биде он обезбеден. И зависно од ризикот, се знае дали ќе биде 1 или 11 хеликоптери горе, така? Така. Во многу непосредна координација мора да биде протоколџијата со лицата задолжени за безбедноста на странскиот државник. Лекари, возачи, келнери, сето тоа е тој технички персонал кој што мора да биде така синхронизиран од страна на нас, протоколџиите, сето тоа да биде безпрекорно. Дури и кола за итна помош, предпоставам. Секако да. Однапред се знаат крвните групи на странските државници, дали имаат одредени некои реакции за јадење. Јас во еднашка имав посета на еден турски генерал на генералштабот на армијата турска. Кога дојде со аскерот? Да, со постар. Тоа беше прв аскер во Македонија после, не знам, таму од... Тоа беше доста интересно, да, повелете? Тие се обично повозрастни, над 60 години, така? И ми беше кажано мени риба, но не да биде пржена, не да биде печена, туку обарена. И токму тоа и го направивме, бевме во еден од рестораните. Значи, таква беше барањето и така го направивме. Исто така можам да напоменам една тоа го имаме странска... ние за овие кои доаѓаат Крафтверк, Боиндови и они се со специјални. Тоа ние, јас сум работел тие организации, го викаме Рајбер. Што он бара од опрема техничка, па што ќе јаде, па дал ќе донесе свој готвач, па што ќе му се даде и така натаму, и тоа се многу детали. Колку време треба да се планира една таква работа? Па треба однапред да бидат сите тие, како што реков на почетокот. Со вашиот... Да.
Баш таман храната беше во кадар од вашата промоција. Баш Сите некој оше тие. не дојдов. Еве. Так. Сите тие детали... Колку планирање треба за такви детали, например? Значи, во рамките на билатералната соработка помеѓу земјите, однапред се знаат официјалните посети, меѓутоа некогаш и инцидентно доаѓаат. За еден ден треба да организирате посета и сето тоа да биде безпрекорно направено. Значи, работа под стрес, под притисок, тоа за нас е секојдневие и сето тоа мора да биде направено на безпрекорно добро. Кажете ми вака сега. Што се однесува до храната, протоколот, јас сум примил во мојата емисија 4-5 премиери и 2 председатели. Иванов неколку пати беше гостин кај мене и доста ме зачуди. Имаше разлика, например, премиерот, кога премиер доаѓаше Бучковски, Груевски, претходно Георгиевски, значи повеќе премиери су. Многу е интересно што 2 дена пред неговото доаѓање службите за обезбедување веќе го детектираат целиот простор, го чистат, го скенираат и слично, многу студиозно, значи мува не може да прелета и тоа е доста интересно и ме фасцинираше. Но не е така кога беше во прашање, например, председателот на државата. Тоа е една работа. Од друга страна, која ќе дојдеше премиер и така натаму, здраво живо, на маса, водичка, сакаш како тебе, кафе, нема проблем. За председателот немаше толку страшно обезбедување или може би беше поневидливо. Тоа и навистина не знам. Премиери кога доаѓа, се изнаглеа снайпери, чудо едно. Но председателот кога доаѓаше, не беше толку видливо обезбедувањето, но затоа ништо не можев да му подадам, нити му дозволува. Председателот Иванов е прекрасна личност, така, слободен, али но знае дека кога ќе дојде он како председател било каде, он не може да ја земе чашата додека таа вода не ја проба и тоа беше многу интересно. Зошто ние во протоколот имаме пробувач на храна? Значи, буквално, чоколадце, не знам, имавме бајадери, прво ќе ја проба он, па ќе му дозволи на председателот да ја проба. Дали е тоа во рамки, некому му изгледа чудно, некому му изгледа... Дали е тоа нормално, еве, например? Во рамките на оделот за обезбедување на личности постои тоа оделение каде што има доктор за храна и како што рековте и самиот, тие однапред доаѓаат во сите овие ресторани за да видат, затоа што може да се случи сето тоа да не е адекватно, да е храна со поминат рок или тој сок да не е од фирма која што е со заштитен бренд. И исто така претходницата доаѓа, како што кажавте и самиот, да види каде сето тоа ќе се одвива, каде ќе седи, сето тоа се тие... Па дури и самиот тањер се прави некакво тестирање кој он го вкусува. Тоа е доста и ризична работа. Како не? Ризична работа. Не се случило кај нас, но генерално го збориме. Изволте ти тестирај храна на една висока личност каде што ти тестираш дали таа храна е безбедна во смисла не само дали е вкусна, невкусна, туку дали е едноставно обид за атентат, дали се прави. Не знам ваква печурка, врѓан, не знам ваков. Па и случајно да не има такво нешто. Така, да. И сето тоа докторот за храна за вакви високи државници, секогаш кога има официјални посети, докторот за храна е присутен и однапред си ги поминува работните точки, знаат тие каде ќе ги организираме свечените ручеци, свечените вечери и сето тоа од самото дали се чашите убаво исполирани, дали е храната во ред и сите тие детали. Сум забележал дека дури ги мирисаа чашите, дали мириса на прашок, да не е премачкано со нешто и така натаму. И тоа многу интересно дека тие луѓе се доста високо истренирани во безбедност, бидејќи они не користат инструменти, туку исклучиво своите сетила. Така е. Така е. Добро, еве, вие 20 години се занимавате со протокол. Постои ли школа за протокол?
Постои ли негде каде што нашите дипломати можат да го учат протоколот и кога ќе отидат да бидат онака дипломати за пример, нашите политичари за пример знаат кога треба да се застане, кого треба да препуштиш, од која страна треба да застанеш и така натаму. Во рамките на Министерството за надворешни работи постои, меѓутоа сето тоа не функционира, а во државата наша во чинам 2008 година господјата Лукреција Милковиќ формира Академија за протокол на Македонија, каде што даде допринос и за сите членови кои што се во органи на државна управа, па и приватни бизнисмени, па дури и новинари ваши колеги одеа. Мислам дека го подигна малку нивото со самото нејзино формирање. Инаку државна институција која што се бави со протокол, со дипломатија, на некои од факултетите има, меѓутоа стриктно за протокол нема. Одиме на обуки, на семинари, ни светот и сето тоа. Но што правиме? Политичарот е избран, може од нива да го земат со уцапани кајави чизми и ќе го стават на позиција. Народот го избрал. Дали постои некаков организиран начин тој да биде избрифиран? Како ти ќе се однесуваш, кога, каде, у какви ситуации и така натаму, за да немаме циркузи на YouTube, да не се смеем. Фала Богу што постојат, иначе ќе беше досадно на Facebook без такви. Во европските земји однапред се знае, веќе 2 години однапред се знае дека тој дипломат ќе оди во таја и таја земја. И сето тоа е една макотрпна работа, каде што тие го учат јазикот на во конкретниот случај македонскиот, ги учат традициите, обичаите наши, одат во сите министерства, мислам дека треба да земат околу 40 на подписи, од Министерството за одбрана, за внатрешни работи, каква е билатералната соработка со земјите. Сето тоа е во рамките на протокол. Па во конкретниот случај на дипломатот, во дипломатијата. Дали протоколот тогаш е дел од дипломатијата. Дали постои човек за протокол, например, за председателот кој го информира, или е тоа цела една стручен тим, кој има за премиерот, кој е за министерот за надворешни работи, министерот за внатрешни работи? Така? Да. Но не се обединети. Така, споменав на почетокот, има советници за протокол, кои што се во рамките на овие 7 протоколи. И нивна задача е да го информираат. За се. Но дали се они обединети како што треба, бидејќи вашава книга, вашиот научен труд вели воспоставување на единствен државен протокол. Значи ние, ако ве разбирам, ако ние сме држава со сите нишани како што треба, и покрај сите политички превирања, тоа се политички превирања. Но државен протокол е државен протокол, оваа држава постои, тој мора да се издигнува на ниво. Така е. Што треба да се направи за да ние имаме единствен државен протокол? И зошто е сегментиран? Нека биде порака и до председателот на владата на Република Македонија. Јас и му ја пратив книгата. Може и да прочита и да види. Значи, добро би било да се воспостави тој државен протокол, се со основна цел да биде етаблиран и да бидат единствени сите тие 7 и да бидат координирани од едно тело, за да бидат многу поефикасни со самото тоа и поефективни, помалку грешки, многу подобри во иднина да не се прават такви околу агендите, во исти ден се случува да дојдат неколку државници, кога би постоел тој единствен државен протокол, сето тоа однапред би се знаело и би биле синхронизирани, би била од една капа. Дали ние, ако полека влегуваме во институциите, како што се НАТО, Европска Унија, дали е потребно и протоколот да еволуира? И дали протоколот генерално еволуира или ова е тоа што треба само да го правиме како што треба? Секако дека треба. Дека треба што? Па, кога ќе влеземе во НАТО и Европската Унија, има правила кои што мора да се почитуваат во НАТО штабот во Брисел и секако и во Европската Унија, кои што
се директиви кои што мора да се почитуваат и сите земји ги почитуваат. Тоа значи треба да еволуира, треба да се Апсолутно, надградува, ова е жива апсолутно, материја или ова е закон и дајте да го спроведеме. Тука не ми е јасно малце, ако може. Мора да еволуира и мора да се придржуваме кон нивните правила кои што се воспоставени во НАТО и во Европската Унија. Ако е тоа така, а земјава, да речеме, протоколот го имаме, влезени сме во НАТО, во ЕУ претендираме и така натаму, но земјата се развива, се менуваат состојбите, се, например, не знам, станеме дводомен парламент или што ти ја знам, земјата стане подобро место за живење, побогато и така натаму. Дали условите политичко-економски влијаат врз развојот на протоколот на една земја? Например, земјата сака, например, одлучува државата дека 8 септември малку повеќе ќе се слави, малку поинаку, донесува одлуки за некои други и предпоставувам дека тука ќе има апгрейд некаков на протоколот кој ќе вклучува и нови елементи. Дали е тоа што го зборам, дали добро ве разбирам? Па да, и сите овие државни празници кои што се го споменавте 8 септември, секако и на ниво на собрание се носат такви одлуки за такви високи државни празници кога се полагаат венци свежо цвеќе од сите тие наши државници по редот на пресеансот, кои што мораат да ги положат однапред одредени се делегациите на сите овие наши споменици кои што се во државата. Колку протоколот, ова ми е важно, не знам дали ќе му успеам да го у глава некако миечи, ама го немам уште артикулирано прашањето. Колку протоколот е закон? Поточно, колку прекршувањето на протоколот носи консеквенци, не само политички за земјата надвор внатре, туку и конкретни, како например кога јас погрешно би се паркирал, плаќам казна. Колку треба протоколот да биде строг, дисциплиниран и да биде, не знам, дали треба да биде ставени во такви, ако протоколот потврлил или не знам ова или не знам дали ме разбирате, немам конкретно. Тоа се пишани норми кои што мораат да се почитуваат. И како што рековте, самиот тој е закон, без разлика. И самиот председател во дадениот момент мора да го почитува протоколџијата и да се понаша според агендата како што е во дадениот момент. Значи, нема импровизација. Секоја импровизација носи до грешка, а грешките, како што рековте и самиот, може некогаш да бидат и фатални. Ако некој го прекршува протоколот, треба да одговара дали ако е тоа веќе закон, тоа е прекршување на закон. Ако протоколот е закон и прекршување на протоколот е прекршување на закон, треба да има консеквенци. Дали тоа е малце прелабаво кај нас или треба малце тоа да биде постегнато, построго? Бидејќи знаеме земји каде што можат и глави да летаат, тако и така на... да. Мора да се почитува протоколот. И обично околу редот на седење, како што споменав на почетокот, околу пресеанс листата, некогаш седнуваат каде што не им е местото на седење, а сето тоа се импровизира. Значи, кога ќе се донесе таа уредба на ниво на влада и тој закон за протокол, значи тоа е мојата единствена... Немаме закон за протокол? Не се уште, за жал. А ние збориме дека треба да ни се донесе закон за протокол. Да. Па господине Смилјанов, па кажете ми од почеток, ја не ми е јасно, освен промоција, што правиме муавет во суштина. Едно Косово го има, Словенија го има, го имам посочено словенечкиот државен протокол како научена лекција и во мојата книга, каде што по воспоставувањето таму од 2009 година е многу поефикасен кога е на единствени државен. Така да сето тоа е мојата цел да се донесе и да бидеме многу поефикасни во иднина. Со, како што рековте самиот, помалку грешки, а со самото тоа ќе бидеме многу подобри. Мора јавноста да свати
дека кога ќе ги видите спортистите како стојат мирно и ја пеат химната пред да почне надпреварот, исто така протоколот е толку важен. Ние можеби не го гледаме со така, но тој е важен и битно е таа порака да биде пратена без оглед дали сте ја видели или не сте ја видели. Бидејќи ќе се трогнете ако некој си го чепка носот додека стои у репрезентација или си прави муабет додека му се свири химната. А тоа е протокол. Значи, мора да постои закон и тој закон, тогаш, кога би било како закон, тогаш би морали да го почитува повеќе, бидејќи непочитување на закон носи рестрикции. Што значи црвен тепих? Зошто не е зелен тепих? Зошто не е искаено, например, со баклавички? Па го споменав тоа на почетокот, значи при посета на официјални државници од самиот пречек на аеродром се поставува тој црвен килим, кој што исто така има... Од каде потекнуе? Зошто тој се става? Што е приказната со него? Има ли некоја... Па нема нешто посебно, меѓутоа, ете, тоа се го применуваат во земјите во светот и тие позитивни норми кои што ги применуваат. Сите го прават тоа со црвениот? Па најголем број од земјите го прават, да. Тоа е укажување, ете, така, не гази по земја, најчисто ние ти даваме и така натаму, да лепдиш. Не знам поинаку како да го сватам. Добро, ви благодарам. Прво ви честитам за книга, ова е многу студиозно. На крај се изненади во целава работа, бидејќи јас со моето импровизаторски пристап во емисијава и се извинувам поради тоа, вие сте напротив сосема спротивни од мене. Студиозен, научен пристап, многу имам таков дом, и тоа се разликите, затоа па интересен муабетот, од ја учам многу повеќе, и оваа книга, која е стручна и пред се книга, со задоволство ќе ја прочитам, со тоа што се надевам дека кога ќе ни поминат сите бомбари овде кои ни зујат на емоции од дневна политика и ќе се навратиме дека ние сме држава, дека ќе имаме и ваков закон кој ни е потребен, затоа што нели тоа национално чувство на гордост и символика ни е многу важно на сите и тоа како го мериме. Така. Што ви се следните планови? Ќе одржувате ли некакви, например, предавања на политичари или не знам и така натаму, каде што би требало да бидат запознаени? Како мислите оваа ваша приказна која треба да се, ова ваше научно дело и труд, да се преточи во конкретно нешто? Во моментов сум на докторски студии на Институтот за безбедност, одбрана и мир на Филозофскиот факултет, каде што веќе елаборатот е предаден и во финална фаза на истражување на мојата докторска теза за одбранбената дипломатија и протоколот во стварувањето на безбедноста на Република Македонија. Веќе на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност Скопје на 1 март сум избран за клиничар предавач на студентите од прв степен по предметот дипломатија и меѓународна безбедност и во моментов веќе поднесов апликација на Бизнис Академија Смилевски за клиничар по предметот деловен протокол и организирање на состановци. А повремено кога има групи кај господјата Лукриција на Академија за протокол на Македонија, исто така војниот протокол го предавам и церемонијалот. Ви честитам уште еднаш на успехот, ви благодарам, што значи за година дена ќе го презентираме вашиот докторат овде во емисија. Ви благодарам уште еднаш на поканата да бидам гостин во вашата угледна емисија. Мене ми беше чест особено.